поетска збирка на македонската поетеса Снежана Стојчевска. Во саботата имавме исто така ексклузивна можност да уживаме во најновиот глас на словенечката книжевна сцена, Јела Кречич Жиџек, и неизбежно и во друштвото на нејзиниот партнер, кој исто така предизвика голем интерес така и публиката. Барем подеднаков како гостинката. Но од почетокот на оваа недела, со вчерашната дебата која што беше посветена на книжевните жанрови, веќе започнуваме една нова атмосфера на фестивалот, затоа што навлегуваме во еден поинаков жанр, во жанрот на трилерите, кои што ги најавува и гостите за оваа недела. Во таа пригода имам чести да се заблагодарам на амбасадата на Кралството Шведска, што на свој начин придонесе и ќе придонесе на крајот на вечерта да уживаме и на овој настан, да го имаме специјалниот гостин, а тоа е еден од најпопуларните автори на крими литературата во скандинавската литература, конкретно на, имам чест да ви го представам, шведскиот автор Håkan Nesser. Good evening. I might have a microphone. No. It is a microphone, but you can't hear me, so I can you still hear me? Yeah. Yes. I'm sorry about my weak Macedonian. I will have to speak English. And, I could speak Swedish if you like, but there are only 2 ears that understand Swedish here, so I'll try to stick with English. Uh-huh. Oh. Hello. Hello? No. Still? No. No. It's probably because we unplugged it, so it might... It's Halloween. You're probably going to ask me what I think about the next question. I couldn't do the answer before the question. What do I think about Skopje? I love it. I've only been here for like less than 48 hours. Lovely people, lovely food, and good weather. When I left Sweden, it was like 24 meters per second raining. It was horrible. You couldn't even get the dog out. And here it's so much better. Thank you for having me. And now you can hear me. Представиме накратко авторот, како што кажав, тој е еден од најпопуларните автори на крими литература, преведен е на можеби веќе на 25 јазици, во можеби 13 милионски тиражи се неговите книги, до сега има напишано над 30 книги, се разбира, не се сите во жанрот на трилерот. Инаку Håkan Nesser е роден во 1950 година во Кумла, каде што завршил средно и основно образование. Факултетот го продолжил во натаму на Факултетот за општествени науки, каде што го завршил, и од тогаш ја започнува кариерата како професор во средно училиште. Професор бил можеби повеќе од 10 години и паралелно, иако би вели за себе дека доцна почнал да пишува во доцните 30-ти, ја почнал да пишува литература и одлучува дури во 1998 целосно да се откаже од професорската работа, дава отказ и се посветува единствено на професијата пишување. Во 1993 година, значи порано, веќе го пишува романот за кој што ќе разговараме вечер, а тоа е романот Во окото на свеста, и уште веднаш добива награда, односно диплома од Друштвото на писатели на крими романи на Шведска, што тогаш и го воведува ликот кој што на детективот, односно на генералниот инспектор Ван Ветерен, кој понатаму ќе го следи во она што ќе стане 10-томен серијал посветен на овој детектив и посветен на овој жанр. По овој серијал
тој не престанува да се движи во оваа насока и има уште една нова тетралогија која што е посветена сега на еден сосема малку под друг инспектор детектив кој што е шведјанец, но со италијанско потекло и малку се разликува во карактерот и во однесувањето од Ван Ветерен. Инаку, првиот роман што го напишал Хокан е всушност романтичен роман, насловен Кореограф, уште во 1988 година, значи не почнува веднаш со оваа тематика. Инаку во 60-тите години тој пишува и два романи во кои што се навраќа на своето растење, созревање од детството и кои се исто така многу популарни, а тоа се романите Ким Новак никогаш не се капела во Галилејското езеро и Плоштад од Пикадили не е во Кумба. Инаку во ова 10-томен серијал посветен на детективот Ван Ветерен, авторот секогаш пишува действието го поставува во една, така да речеме, измислена земја, која што можеби може да се детектира некаде исто така во северот на Европа и е можеби некоја мешавина од Полска, Данска, Германија, Шведска, но не е детектирана. А што се однесува пак до Ван Ветерен, кажав дека во последниот роман серијалот од 10 тома завршува така што детективот не успева да го решава случајот, да го реши случајот и затоа е заменет понатаму. Инаку Несер е исто така и првиот писател во Шведска на крими романи што 3 пати ја добива наградата за крими роман на највисоката во Шведска, и тоа прв пат во 1994 година за Бергмановата точка, во 1996 за Жената со белек и во 2004 за романот Сосема друга приказна. Во меѓувреме добива и многу други награди, бидејќи кажавме дека има и голем опус. А во 2016 година дури на Универзитетот Озбро во Шведска и станува почесен доктор заради сето она нели што го постигнува литературата и тоа што го придонесува. И сега вечерва, како што споменав, ќе разговараме за романот Во окото на свеста. Значи тој е првиот роман во серијалот што е посветен на детективот Ван Ветерен, каде што прв пат се воведува нели овој детектив, кој што е така 30 годишен ветеран, кој што така е секогаш на граница дали сака или не сака да се откаже од професијата, дали е подобро да оди некаде во подобрите краишта и да се одмори веќе од криминалот и од сите тие загадки кои што се неизвестни за. Иако при крајот на серијалот дури тој се пензионира, што значи не се откажува баш од детективската работа и дури се отвара антикварница за книги и сепак така излегува секогаш е во пресвет на полицијата кога ќе го побара. И сега ќе му препуштам на промоторот Давор Стојановски да го каже своето ветување за овој роман пред да се пуштиме во разговор со самиот автор.